Кога зборуваме за спорт, обично споменуваме дека спортот е поврзан со талентот и дека не може да се развие еден успешен спортист или уметник доколку не покажува афинитети, односно таленти за таа уметничка, односно спортска определба. Но каква е ситуацијата кога говориме за автомобилизмот, кога се препознава тој талент и дали само брзото возење или покажување на вештина во управување со автомобил се доволни индикатори да ни покаже дека некој е талентиран да се занимава професионално со овој спорт. Ќе дознаеме од Игор Стефановски Иџа, најпознатиот и најпризнаениот спортист во Македонија, за тоа како изгледа кога седнувате во вашето возило и знаете дека го ставате сопствениот живот на ризик, меѓутоа и животот на другите спортисти кои што учествуваат во трката, колку човек треба да има само контрола, вештина и да има целосна контрола над ситуацијата и да биде присутен во самиот момент на трката и дали после 25 години кариера Иџа и денеска чувствува страв или некоја трема кога ќе влезе во својот автомобил непосредно пред трката. За сето ова ќе разговараме во продолжение, а вие проследете го нашиот разговор. Иџа, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостин во емисијата Мој збор. Денеска ќе говориме за спортот воопшто, меѓутоа за еден можно невообичаен спорт, би рекла јас, затоа што баш и кога размислував како да ја направам најавата, мислам дека сите знаат дека ти си еден од нашите најуспешни и најдобри спортисти во Македонија. Во 2014 година го имаш добиено и тоа признание како најдобар спортист во Македонија. Меѓутоа, кога луѓето поконкретно ќе сакаат да ја дефинираат по номенклатура или точниот назив да го кажат на спортот со кој што се занимаваат, веќе почнуваме да се фаќаме дека тука имаме момент на непознаница. Ајде за почетокот да видиме што е најспортското во спортот со кој што се бавиш и како почна твојата приказна? Може би онака како што кажа, токму така, долго бавење со автомобилизмот, веќе 25 години од мојата кариера, поминати многу трки, преку 200 трки изминати во мојата кариера, многу трофеи и награди, како што кажа и прогласени за спортист на Македонија. Во 2014 исто прогласен за спортист на град Скопје, безброј награди, навистина премногу во мојата кариера. Но она што можеби луѓето не го знаат дека автомобилизмот во Македонија е навистина на едно ниско ниво во моментот зборам, а и во години наназад, од кое што е многу тешко да испливате и да се докажете како спортист. Жалосно што е така, но борбата која што скоро 25 години ја водиме надбор во Европа. Навистина почетоците беа во Македонија, да, но онаму каде што се докажавме и каде што го покажав својот талент и се она што го имам стекнато како знаење е веќе од почетокот на европските трки. Дефинитивно освоени 3 европски титули во мојата кариера, што е значителен успех не само за мене, туку воопшто и за нашата држава, бидејќи да се докажете во спорт кој што е исклучително скап и во кој што немате услови каде да тренирате дома, е навистина тешко. Така, од она што го кажа, можеме да заклучиме дека во Македонија практично како да не постои спортот со кој што автомобилизмот, со кој што ти се бавиш, едноставно луѓето кои што сакаат да се посветат целосно на таа дисциплина се принудени за жал да одат во Европа. Меѓутоа, забележуваш ли, ти си еден од најгласните представници на тој спорт, највидливите представници. Сметаш ли дека со текот на годините луѓето слухот на институцијата малку поинаков и се работи повеќе на афирмација на автомобилизмот во Македонија и младите луѓе гледам дека се почесто почнуваат да говорат за... Апсолутно, желбата е присутна. Има многу млади луѓе кои што навистина сакаат да се бават со овој спорт, но како што кажав, условите во државата во моментов не се онакви како што ги има една држава која што може да направи услови за да младите се вклучат во автомобилизмот. Иако во последно време има иницијативи да сето тоа се тргне од некоја точка, да се направи една професионална тркачка патека каде што сите оние љубители на брзото возење и на адреналинот ќе можат своите вештини да ги покажуваат токму таму, а не да лудуваат на улиците каде што е за нормален сообраќај.
со што би дали една насока на сите оние љубители во автомобилизмот да се насочат онаму каде што треба, на тркачките патеки. Да, и се надевам дека за брзо време нештата ќе се сменат. И оние патеки кои што ги имавме кога јас настапував во Македонија како автомобилист, водно ете на пример, имавме трки во Кочани, имавме трки во Крушево, дека ќе се најде некој модус и интерес од страна на државата заедно со Автомобилистичката федерација на Македонија да се вратат тие трки онаму каде што припаѓаат и каде што треба да настапуваат младите луѓе. Како дојде на идеја воопшто да се занимаваш со автомобилизмот, затоа што можам да кажам и самиот потенцираше дека тоа е непопуларен спорт во Македонија и практично не постоел никогаш. Дали е таа желба за брзина која што многу често ја кажуваат дека луѓе кои што имаат потреба од адреналин, имаат потреба од зачинување на таа контрола во брзина, дека тоа е практично во согласност со психолошките карактеристики на една личност и така и се прави изборот на спорт. Дали во твојот случај беше така? Види вака би кажал, не, апсолутно да не сватат гледачите погрешно, во Македонија имаше автомобилизам и тоа период кога навистина беше на едно врвно ниво. Меѓутоа во последниве неколку години е тоа замрено. Од кои причини навистина не знам, меѓутоа така и мојата љубов кон автомобилизмот е уште од тие години, од бивша Југославија кога ги гледавме на преварувачите кои што доаѓаа на водно. Моето живење во моето детство беше токму на водно покрај самиот старт на патеката каде што се одвиваат тие трки. И гледајќи ги македонските херои во тоа време, автомобилисти кои што ми биле идол во тие моменти, нормално е дека сакав јас да бидам дел од таа волшебна магија на брзината. И некако, не знам, би кажал дека цел живот, буквално од дете, само автомобилизмот и само трките ми се единствен спорт кој што сум ги сакал. Не сум тренирал никогаш, нити фудбал, нити кошарка, некои од другите останати спортови, кои што нормално секое дете има интерес да се проба во тоа. Некако знаев дека тоа ќе биде патеката на мојот живот, дека трките ќе бидат она што сакам да го правам, но навистина не очекував и не знаев дека ќе стигнам до врвот на Европа 3 пати. Така, ти професионално се занимаваш со спорт и баш тоа пред да почнеме да снимаме во нашиот неформален разговор те прашав како ги правиш подготовките за борби. Веќе имаш 25 годишно професионално искуство во бавење со овој спорт. Има ли се уште тој почетнички адреналин, страв, можеби трема? Што е тоа што те држи врзан толку за идентитетски за овој спорт? Дефинитивно и после поминати 200 трки, 25 години бавење со овој спорт, ќе излажам ако кажам дека немам страв. Апсолутно пред секоја трка, без разлика од каков карактер, имам трема, имам и страв, но некако со тек на времето, со искуството, знам да го контролирам и да не го пренесам кај другите да го видат во мене. Но интересна работа е што кога ќе влезам во автомобилот, сето тоа се дешава пред самиот натпревар. Кога ќе влезам во автомобилот, кога ќе се врзам со појасите, кога ќе ставам кацигата на мене, сето тоа исчезнува. Не знам, не можам да го објаснам, сум го кажал многу пати, но тоа е влегување во еден друг свет, свет каде што во тој момент се сеќам најсмирено, најспокојно, и свет каде што едноставно уживам. Јас те разбирам потполно затоа што мене ми е идентично како кога ќе се уклучи камерата, веќе тој страв и таа трема и за цела таа збунатост можеби што сум ја имала пред да почне интервјуто, исчезнува со самото тоа што ќе го видам црвеното светло на камерата. Да, тоа е навистина една магија кога ја сакаш сопствената професија и не може да се пренесе тоа. Меѓутоа, дефинитивно низ нашиот професионален развој, и ти како спортист си научил многу лекции кои што си ги применил како животна филозофија понатаму. Можеби таа борба со страф ја пременуваш и ден денеска во секојдневниот живот. Како изгледа најважната спортска лекција која што си успел да ја заработиш, да кажем? Навистина сум поменал низ доста искушенија во мојата кариера. Пред себе издвоил упорноста и борбеноста да се издржи во најтешките моменти. Знаете како е, почетоците беа навистина тешки да отидете во Европа, да се борите покрај такви тимови кои што имаат неограничени средства на финанси, тимови кои што имаат возила спремни
за секој надпревар, обезбедено гуми и ресурси, све она што е потребно за да победуваат, а сепак доаѓа човек од Македонија со едно комбе и со 20 членови во неговиот тим и ги победува најголемите. Имаше моменти каде што навистина сакавме се откажеме, имаше моменти каде што ако не освоевме награда од 500 евра, колку што беше на тие трки, немавме пари да се вратиме назад. Хотелите ни беа луксус, така да едноставно искуство кое што не би сакал да се жалам, меѓутоа ме направи ова што сум денес, непобедлив, издржлив во моменти во кои што ретко кој би можел да издржи и да победува. И можам да кажам дека тоа е она одлика која што имам стекнато во овие години, дека доколку верувате во себе, доколку сте упорни, доколку сакате од срце да го остварите она што сте го замислиле, дека тоа е остварливо дефинитивно. Секоја препрека е надминлива додека сте упорни, додека сакате да го остварите тоа. Ти се обраќаат ли млади луѓе за совет, затоа што гледам дека во последно време кога ќе се истакне некој спортист кај нас во јавност и во самата спортска заедница, дека веќе и се буди интересот автоматски кај младите луѓе, дали имаш искуство работа со млади луѓе, им делиш ли совети, ти се обраќаат ли како да направат кариера иста како твојата, затоа што нормално младите луѓе си бараат некој со кој што треба да се идентификуваат и ете да го следат неговиот пат кон сопствениот успех. Апсолутно да, токму така како што кажа, има навистина голем број на млади луѓе кои што сакаат да се бават со овој спорт. Но од друга страна ми е многу тешко кога морам да им објаснам дека овој спорт е суров и дека едноставно џабе и талентот доколку не може да обезбедите доволно средства да настапувате на овие трки. Автомобилизмот е можеби еден од малкуте спортови каде што талентот може да ви биде излишен, ајде да кажам, доколку не може да обезбедите средства. Навистина е прескап спорт. Навистина е спорт немилосрден во однос на, ајде да кажам, во однос на другите спортови. Во другите спортови знаете како е, ако имате талент, било каде, во кошарка, во фудбал, потребен ви е талентот и тренингот. Овде се потребни ресурси да вие набавите автомобил кој што чини навистина многу пари, опрема да стигнете до сите тие трки, тимови, инженери, луѓе кои што навистина коштаат. И навистина е тешко да им објасните на младите луѓе дека сето тоа е еден пакет кој што е тежок да се изменаџира, но се трудам секогаш да им помогнам онолку колку што можам, да им дадам насока, да ги насочам на правиот пат. Имавме период кога направив и академија, во виртуелна академија, каде што имавме поставено симулатори, каде што дававме можност на сите оние талентирани млади луѓе од Македонија да се пробаат на тие симулатори, па на некој од нив и да дадеме практично знаење да им пренесеме. Но за жал по пандемијата сето тоа некако замре и ќе видиме, можеби повторно ќе активираме на едно повисоко ниво со една професионална тркачка картинг патека. Ама сето тоа се планови кои што ќе видиме дали ќе се реализираат во нив. Каде се учи спортот? Дефинитивно не се учи од теорија, дефинитивно не можете да го учите од книга или да стекнете универзитетска диплома. Каде се наоѓа тој порив за трки, за надпревар, тој спортски дух што го спомена како најголемиот мотив воопшто да се впуштиш во трки? Во прашање, бидејќи навистина немам одговор да ти дам на ова прашање. Јас сум можеби единствениот автомобилист со 3 европски титули кој што не одел на академија за возење. Сите мои конкуренти, сите оние добри автомобилисти од Европа кои што ги познавам и кои што имаат врвни резултати, оделе по некоја школа, некоја академија, кои што ги посетувале и кои што го стекнувале своето знаење, кои што навистина коштаат и многу време и финанси. Но не знам, јас сум автомобилист кој што можеби учел од своите грешки, учел повеќе од гледање на снимки, касети, тоа беше моето, ајде да кажам, школување во однос на трките. Така пробував да ги научам сите тие работи, некогаш кога пробував на самите трки или на тренинзи по моја штета имав доста излетување, но тоа е моето школо за автомобилизмот. Дефинитивно сум самоук, нити сум бил на некои такви академии, нити
стручни лица да ми покажуваат како би се возело. Тоа е можеби е дар од Бога, што се вика, не знам, но дефинитивно функционира и ете го применуваме тркачките патеки. Го спомена неколку пати талентот. Како се препознава талентот? Затоа што луѓето многу често ги мешаат способности и вештината за добро, правилно возење или амбицијата брзо да се вози со тоа дека имаш талент да професионално да се занимаваш со овој спорт. Како ти, например, како искусен спортист можеш да го препознаеш првата искрена талент кај младите луѓе? Токму така како што кажа, не значи дека ако луѓето лудуваат по улиците дека се навистина брзи и во оној тркачкиот свет каде што треба да покажете колку сте брз, но на штоперица, не е само визуелно тоа да изгледа така. Не знам како да го објаснам, но ете ќе кажам од моја гледна точка околу талентот. На мојата прва трка која што има во мојата кариера во 2001 година со позајмено возило од мојот брат покрај 28, мислам тогаш, македонски автомобилисти во тоа време најдобрите. Ја освоив пол позицијата и бев прв на квалификациите. Така би го искажал талентот, едно младо момче кое што со своји 18 години влегува во светот на автомобилизмот и ги победува искусните автомобилисти од Македонија со многу повеќе искуство и со многу повеќе знаење. И ете така би го кажал талентот, но верувајте дека талентот без упорност, без истрајност, без верба во самиот себе не значи ништо. Так. Мислам дека талентот како талент може, сите сме предодредени за нешто, сите имаат некој талент во она што сакаме да го работиме, но доколку не го надградуваме и не се трудиме тоа да биде на едно врвно ниво, мислам дека е џаб. Каков е ризикот кога влегуваш во трки, затоа што навистина се постигнуваат многу големи брзини и покрај тоа што верувам дека имате заштитна опрема и дека сето тоа на професионално ниво многу различно изгледа отколку кога се дивее по улици со брзо возење. Верувам дека сте заштитени, меѓутоа станува збор за високо ризичен спорт и претпоставувам дека не само што тебе не ти е седно, а и да ти како спортисти некако ќе ги надминеш сопствените стравови и сопствените граници, меѓутоа имаш и луѓе кои што се грижат за тебе и твоето семејство, кои што верувам дека не им е седно кога ќе седнеш во автомобилот и треба да се тркаш. Како го менаџираш сето тоа? Како го објаснуваш? Како им ја осигуруваш на безбедноста? Како ги смируваш луѓето кои што се грижат за тебе? Тоа е она што го кажав, се обидувам онаа трема и оној страв да го тргнам, да не го видат во мојот лик пред натпреварите. Апсолутно знам дека најголемиот терет покрај сето тоа го чувствуваат моите најблиски, мојата фамилија, сопругата, децата, родителите. Бидејќи овој спорт не е спорт каде што само ќе победите или изгубите. Знаете како е во другите спортови, ќе изгубите или ќе победите, ќе си подадете рака, ова е спорт каде што опасноста за вашиот живот е ставена навистина под знак прашалник. За жал, во мојата кариера многу мои колеги ги изгубиле животите на овие трки. Овие се немилосрдни трки, сите сме свесни за тоа, но некако сакаме секако подсвесно да го скриеме сето тој страх. Знаеме со што се соочуваме, брзините на овие надпревари можеа да достигнат и преку 240 км на час на патеки како водно, значи патеки кои што се за нормалниот сообраќај, без зони за излетување. Така да еден вид гладиаторски трки кои што не знам, сето тоа дава една посебна гледаност кај народот. Навистина сакаат и се посетени луѓето, се присутни многу на овие трки, сакаат да ги гледаат. Но од друга страна, навистина опасноста е на едно високо ниво каде што можеби тој страв и тој адреналин, измешани чувства дава да секогаш одиме напред, чекор, напред и напред. Не можам да го објаснам, но дефинитивно се трудам колку што можам да го трнам тој страв од ликот на моите најблиски.
Како што рече, имаш многу победи во кариерата од оние почетнички кога си се борел да заработиш 500 евра за трка за да можеш да се вратиш дома, до оние навистина големи престижни европски надпревари каде што си ги однел победите. Меѓутоа, имаш ли некоја кој што ја ќе издвоиш како особено драга, каде што се видела дека спортскиот фер плей на крајот победил талентот, упорноста, знаењето, искуството? Имаш ли некоја таква ситуација, анегдота? Навистина има доста голем број победи, но во оваа дисциплина каде што возам во брдскиве трки, навистина ферплејот е присутен во однос на конкурентите, можеби поради онаа опасност која што знаеме со што се соочуваме, па пристапот на луѓето е различен на автомобилистите меѓу себе. Има страшен респект према секој автомобилист, секој со секој комуницира и помага оноко колку што може, иако сме ривали еден со друг нормално, но тоа е само на тркачката патека. Додека светот на кружните надпревари, онаму каде што се надпреварував на некои си 6 или 7 години, тоа е свет навистина немилосрден. Таму може да очекувате и од својот клубски колега да добиете удар и калкулации, и тоа е еден свет кој што е навистина не би можел да го објаснам и не би сакал да го живеам, но подмулен некако, не знам како да го кажам. Но би извел една победа во мојата кариера која што навистина беше пресвртница дали да продолжам со овој спорт или не. 2016 година возев за еден словенски тим кој што на хартија ми дава многу добри услови и се она што е потребно да има еден професионален автомобилист. Но во реалноста не искочи така и некако тие резултати таа година ме симна од највисокото место како двократен европски шампион во тој период на најниското место. И бев во дилеми дали е проблемот кај мене, не знаев, навистина се соочував со психички голем терет и за да последната трка од таа сезона променам друг тим со друго возило, да се задолжам дополнителни средства и едноставно го покажам талентот кој што го имам и победам на трката во Имола и тоа беше една пресврстница дали ќе продолжам да се бавам со автомобилистот или воопшто ќе ставам точка и ќе престанам. Оно што исто така доста чисто се говори за професиите, многу полагаме жртви. Еве, например, јас ќе зборувам во прво лице за новинарството, вела дека сте изложени на јавна критика и дека секој може да ви скритикува. Кај спортистите тоа е еден поинаков начин на живот. Спортистите мора да жртвуваат многу од своето време, меѓутоа и оние навики на здрав живот што ги водат, внимаваат на исхрана, не излегуваат, се легнуваат на време и сите тие нели од страна како лаички ние ги гледаме како изгледа начинот на живот на еден спортист. Што значи во твојот спорт откажување и дисциплина? Дефинитивно треба да се мора да ставите баланс. Или ќе ја градите спортската кариера онака како што треба, ќе бидете професионалец во сето тоа, но од друга страна сето тоа носи последици кои што ги трпите и вие и вашето семејство. Ако ви кажам дека во последните 10 години можеби само еднаш сум бил на одмор со семејството во период кога сите одат на одмор, бидејќи сезоната ми е навистина многу трки и многу мал простор за одмор, за слободни денови. Сето тоа е не знам како да кажам данок кој што мора да го платиме ние како спортисти. Сакаме или не, би кажал дека ете, ја ги имам пропуштено и можеби некој од најдобрите мигови кои што ги има некој како родител, ќерка ми кога оделам полуматура, не сум бил тука, или за првото одење во школа на децата сум бил на надпревар. Така да, некои работи кои што едноставно ја плаќате цената за вашата спортска кариера. На тоа е што е, знаеме, се соочуваме со тоа. Тоа е цехот на успехот кој што сакате, кој што мора да го платите ако сакате да бидете професионален спортист. И не знам, можеби највеќе им должам на семејството и на најблиските, бидејќи во некои мигови кои што ете значат многу за нас како семејство, не сум бил присутен.
Така, медиумите те препознаваат како најуспешен спортист во Македонија и луѓето, обичниот народ те препознава исто како успешен спортист и се горде со твоите спортски успеси, си ги препишува дури како национални успеси, затоа што нели сме горди што имаме еден таков спортист што излегува од Македонија. Меѓутоа, каква е ситуацијата со институциите? Дали институциите даваат доволна поддршка? Сега имаме веќе и Министерство за спорт кој што треба да ги менаџира овие работи и не треба да го остави тоа на снаодливоста на поединецот спортист. Дали некои работи се сменети конкретно во твојот спорт откако се основа Министерството за спорт? Па, би кажал дека оди во некоја нагорна линија, да, но ми е жал што се уште имаме, не сме организирани, немаме некоја национална стратегија за поедини спортисти. Не е во прашање иđe више на крајот од својата кариера, јас ќе возам уште неколку години, можеби не знам колку, но мора да направиме нешто да оние луѓе кои што навистина представуваат оваа држава, кои што се бренд амбасадори на оваа држава како спортисти, не само како спортисти, зборам и како уметници и сите оние битни наши луѓе кои што се на мал број во оваа држава за жал, треба навистина да ги помогнеме во сето она што го прават. Бидејќи знаете какво е чувството кога ќе ги победите поголемите, зборам лично за мене. Да се интонира македонската химна во срцето на Италија, во Валелунга, во Имола, во Нирбуринг во Германија, Хунгароринг, Белгија, Золдер, сегдека ни светот, покрај толку многу поголеми држави и тимови, е навистина нешто што останува врежано во историјата на спорт. Навистина сум горд на тие успеси. На располагање сум на Министерството за спорт на Македонија секогаш кога е потребно. Имаме навистина добри и конструктивни разговори за иднина, што да се направи со младите во Македонија околу спортскиот аспект зборам и се надевам дека одиме во некоја нагорна линија, иако е тешко, патот што треба да се изоди навистина е тежок, но дека во иднина ќе извадиме многу повеќе шампиони, многу повеќе таленти кои што сите заедно ќе бидеме горди на нивните успеси. Спомна дека си во залезот на својата кариера и дека уште неколку години ќе возиш. Кој е крајниот возрастен лимит до колку години можеш да се занимаваш со овој спорт и што очекуваш понатаму? Дали можеме да те очекуваме сите твои знаења и искуства да ги пренесуваш на младата генерација како еден тип на професор, обучуваш, да бидеш тука едноставно да им го пренесеш сопственото животно школа? Многу пати во мојата кариера сум го кажал ова дека набрзо ќе дојде крајот или дека ќе се откажам никако да дојде. Секоја година некој нов мотив и навистина сум горд што е тоа така. Мислам дека се уште имам што да кажам на тркачките патеки на европската елита. Сакам што е можно повеќе и подолго да останам за да го гледаат македонското знаме на врвот, да може да не запамтат по добри работи и ќе се потрудам тоа да биде така. А дефинитивно на секој спортист кариерата му завршува, не може вечно да биде на врвот. Јас би бил најгордиот доколку успеам некој од нашите талентирани деца во Македонија, кои што имаат желба да се бават со автомобилизмот, да им помогнам, да ги насочам онака како што треба, да им доловам нешто што го имам јас искусено како автомобилист, кој што ретко кој може да ти го каже во тој или би ти го кажал за да успеете. Така да би бил горд доколку извадиме нови шампиони, луѓе кои што би го наследиле и ги надминале резултатите на иđe. Јас морам да ти се заблагодарам за овој искрен и многу поучен разговор пред се. Ова е можеби единствена емисија каде што не сум се спремала и не сум се чувствувала квалификувана да говорам за овој спорт конкретно, меѓутоа моите субјективни впечатоци се дека навистина извадивме многу добра содржина. Особено од дидактички аспект, затоа што мислам дека гледачите ќе имаат многу што да заклучат и за тоа каков е патот до успехот на еден спортист, како се гради професионалниот спорт, сите искушенија и предизвици кои што треба да се поминат во една мала земја како што е Македонија и она што е најважно, тој победничкиот дух во тебе кој што се уште го има, затоа што баш во последниот одговор на последното прашање кажа дека и покрај тоа што неколку пати си кажал дека си на залезот на својата кариера и дека имаш уште неколку години професионално да се занимаваш со овој спорт, дека сепак и понатаму наоѓаш сили да продолжиш и тоа е, мислам,
тоа е размислување максимата на еден победник. Така размислува во суштина еден победник, животен победник, не мора само да го врзуваме за спортот. Ти благодарам и тебе на поканата, навистина ми беше чест бидејќи ова е едно поинакво интервју каде што прашањата не се онакви како што сум секогаш навине да ги слушам и да ги кажувам. Една поинаква страна од мојата кариера. Се надевам дека во иднина можеби некогаш ќе имате шанси да присуствувате на некој од моите трки, да видите како сето тоа изгледа од еден друг аспект. И се надевам дека ќе имаме уште прилози, не само за мене како спортист, него за повеќе македонски спортисти, да објавуваме спортски резултати со кои што, како што кажав, ќе бидеме горди апсолутно сите. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам. Да се вози брзо не е секогаш паметно, но брзото возење, односно автомобилизмот, каде што постојат значајни и конкретни регулативи и правила за тоа како се изведуваат брзите трки, тоа е веќе нешто што значи спортска определба и спортски однос кон брзото возење. Затоа многу повеќе треба да се афирмира автомобилизмот во Македонија, затоа што, како што заклучивме од разговорот, во последните неколку години многу малку се работи токму на потикнување на оваа спортска област во Македонија. Школи за автомобилисти или повеќе лица млади од Македонија кои што ќе можат да го афирмираат овој спорт не само кај нас, туку и во европските земји на престижните трки и надпревари, се целта која што е поставена од страна на EJ и тоа се некои негови планови со кои што планира да се занимава во иднина. Вие ја следавте емисијата Мој збор, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме.